Драмата која ја покрена францускиот предлог почна пред повеќе од еден месец. На неколку недели пред крајот на француското председателство, председателот Емануел Макрон и официјално даде предлог под кои услови Македонија треба да ги стартува преговорите со Унијата, а Бугарија да го повлече ветото. И додека со денови македонските власти се правеа дека ништо не се случува и дека не знаат за неговата содржина, дел од деталите ги објави Бугарија и македонската опозиција, која обелодени дека преговарачката рамка ќе ги содржи сите бугарски позиции и длабоко ќе ги премине македонските црвени линии. Ние или ќе се асимилираме, тоест бугаризираме, или никогаш нема да бидеме дел од Европската унија. И ова е класичен нокаут за македонската дипломатија. 22 години седиме во чекалната, работиме и чекаме. Дури не сме ни на масата. Прво против предлогот на Макрон се изјасни председателот Пендаровски. Јасна е намерата. Сакаат да се вратат на нивната стара теза која е срамна и која е невтемелена на ниво науката, ниво фактите од историјата, дека овдека е по 45-та направена системската булгаризација. Сепак по кусо време го смени ставот. Предлогот, според мене, во овој формат, во оваа фаза е прифатлив. По средбата со европските лидери во Брисел, премиерот Ковачевски одлучно кажа не. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Само неколку дена подоцна се примисли и тврдеше дека новиот предлог, кој во суштина е истиот стар предлог, бил добар за Македонија. Почна да го турка по секоја цена, контра народот, експертите, опозицијата. На крајот успеа. Од овде и од денес па натаму одиме напред со забрзан чекор, за да се приклучиме кон европското семејство, во кое многу скоро и официјално ќе се чуе нашиот македонски јазик. Ова се случуваше откако Бугарското собрание му даде зелено светло на францускиот предлог, кој го зачини со уште 4 барања, меѓу кои вклучување на бугарите во уставот на Македонија не само во преамбулата, туку и во нормативниот дел, како и унилатерална изјава дека не го признаваат македонскиот јазик. Директно од собранието со пароли ни порачаа дека Македонија била бугарска. Решението е прето. И додека Макрон и неколку негови колеги во секој јавен настап не именуваа како северномакедонци, ние слабо реагиравме. На последниот ден од француското председателство, Макрон ја шокираше јавноста откако кажа дека конечно двете страни нашле компромис. Et le message stratégique. Можам да кажам дека е пронајден компромис која запазува сензитивноста на двете страни и верувам дека е прифатлив за сите. Ова решение носи безбедност, стабилност, предвидливост и сигурност за надминување на споровите наследени од минатото. Македонската влада се изјасни дека ќе има широка дебата по ова прашање, но во воздухот се навестуваше дека имаат намера не само да го прифатат предлогот, туку и да го заобиколат собранието. Доколку владата донесе одлука после консултативниот процес дека го одобрува пакетот, тогаш јас можам веднаш да организирам меѓувладина средба на меѓувладината комисија со Република Бугарија и да пристапиме кон потпишување на протоколот. Владеачките партии не сакаа да слушнат за референдум за францускиот предлог. Го криеа и се уште го кријат протоколот кој треба да се потпише со Бугарија. Се погазија црвените линии за зачувување на јазикот, идентитетот и културата. Сите експерти масовно предупредуваа за предавството што значи потписот на овој предлог. На овој начин ќе треба да се самоукинеме, само по дома да зборуваме македонски јазик и да во локални рамки, да кажеме, во рамките на нашата држава да го зборуваме, а надвор од тоа немаме никаква гаранција. Македонците масовно излегоа на протести. 2 недели секојдневно го искажуваа гневот поради францускиот предлог. Ние сме македонци, треба да останеме македонци. Па ако го прифатат македонците предлогов, а и албанците, ова е срамота, ова е тажно, ова е жално и ова се гревови што допрва ќе ги плаќаат еден по еден сите заедно. Не треба да го прифати предлогов за ова. Па капитулација дефинитивно. Откако во владата помина предлогот, стана јасно дека собранието само неформално ќе биде вклучено во овој процес, само да ги изгласа заклучоците кои даваат насоки на владата како да се однесува во преговорите. Заклучоците се во контекст на тоа која е нашата стратешка определба, тоа е членството во НАТО, и во контекст на тоа дека билатералните прашања треба да ги исклучиме од преговарачката рамка по однос на историските прашања и образовните прашања.
Непосредно пред гласањето во собранието, европските тешкаши со исто сценарио во дипломатска офанзива да не убедат дека друг избор немаме и дека македонскиот јазик без никакви фусноти влегува во Унијата. Фон дер Лајен, Вархеј, Шолц, Мишел, Сарацин се прошетаа во Скопје. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. Ќе го повторам тоа, нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. И ние целосно го почитуваме тоа. Сите апели на експертите беа за џабе. Вчера заклучоците поминаа во собранието, а веќе за во вторник е закажана првата меѓувладина конференција во Брисел, пошто ќе треба да се менува и македонскиот устав.